денеска присуствуваат во Бејраво 6 економски промотори на Македонија. И на нас стопанската заедница всушност улогата овде да се представиме во најдобро светло, односно што тоа не имаме за да биде промовирано во странство, како евентуално еве во нашиот случај како хотел Манастир, како би привлекле туристи од странство во Македонија. Секако ќе бидат истакнати специфичните карактеристики на Бејраво, кои што се и негови силни страни, односно планинското окружување, големата концентрација на кислород во воздухот, потоа сончевите 2400 часа сончеви во текот на годината, кој што секако убава бројка, особено за развој на туризмот, долгата сезона, речиси зимата е навистина студена, но сепак е кратка и туризмот може да се развива непречено во текот на целата година. Конкретно за странците најинтересен активниот туризам, авантуристичкиот туризам. Ние во хотел Манастир 40% од гостите на годишно ниво всушност не се странци. И сите тие всушност доаѓаат за планинските патеки, за планински велосипедизам, за хајкинг и во склоп на тие авантуристички тури всушност вклопуваме и дел од културата, посета на манастирите, социализација со мештанското население, како посета на, стари куки со кои што ни подготвуваат традиционални специјалитети, овдешни, беровски, малешевски. Специфичноста на Бејраво е исто така во многу добро зачуваната традиција, бидејќи на некој начин и е на страна од сите комуникацијски, било во минатото, на страна од комуникацијските текови, бидејќи и физички некако одвоено во планина, благодарение пак на тоа се задржала традицијата, која што сега е всушност ризница за создавање на овие туристички производи. Така да тоа е всушност една од силните страни на Бејраво заедно со планината и тие патеки, и точно тоа е добитната комбинација за странските туристи кои што тие ја сакат и поради кои што доаѓаат. За денес во општина Бејраво ги очекуваме гостите од Министерството за надворешни работи, односно економските советници, во соработка со Директоратот за економска јавна дејност, а при тоа и исто во соработка со Агенцијата за поддршка и промоција и развој на туризмот во нашата земја. Од прилика гостите се во различни краеви од Европа и во Блискиот Исток и имаат за цел да добијат повеќе информации за потенцијалите и можностите за развој, не само за економските зони, она што е капитална инвестиција или дали може во општината да има други инвестиции, но исто така и економијата и туризмот се дел опфатени во целата ова област. Би сакал да истакнам дека значајно е за нас затоа што представниците опфаќаат не само една земја во која што престојуваат, например представникот од Варшава е Вишеградската група заедно со Унгарија и Чешка, исто така имаме од нашиот економски советник во Анкара, имаме во Заливот, каде што е во Обединетите Арапски Емирати, имаме представникот кој е во Минхен, а го држи просторот за Австрија и Германија, така да ова е добар солиден пазар каде што може да се понуди она што го имаме како да речеме потенцијал во општината и можностите за развој. Ние на оваа средба ги поканивме и нашите локални бизнисмени за да поразговараат, да видат дали можат да најдат партнери или можности за извоз во европските земји, па и во Блискиот Исток. А од друга страна, општината ќе презентира двете индустријски зони што ги имаме. Она што е во собственост на државата, слободната зона, таа е надвор од нашиот опсек, но ќе ги презентираме и потенцијалите за развој на туризмот, како што е градот Берово, Беровското езеро, двете туристички населби, можноста за инвестиции, отварање на приватни капацитети, хотели и така натаму. Колку пандемијата досега влијаеше на представувањето пред странците, имајќи предвид дека секој сектор беше погоден од... Пандемијата ни даде една нова насока дека промоцијата и начинот на кој што треба да се обраќаме на потенцијалните гости, треба да го користиме повеќе медиумскиот дел за преку интернет или IT поддршка заради ограничувањето во движење и се разбира и новото време, новите технологии, младите се повеќе се ориентирани кон современи технологии. Така да сметам дека пандемијата можеби ни даде импулс тоа да го забрзаме, иако европските и светските трендови беа уште поголеми во таа насока.
Дали општина Берово вложува доволно во потенцијалот и промоција на туризмот во Берово? Во овој момент општина Берово со скромниот буџет колку што го има се обидува да влијае на неколку сегменти и тоа пред се со донаторски средства, затоа што да речеме туризмот е млада гранка во општината, се разбира во последните 15-20 години и тоа е значително млада гранка во однос на светски рамки или во однос на нашата земја во Македонија. Но општината вложува преку изградба на инфраструктура за да создаде услови и при тоа и соработува со другиот сектор. Јас само ќе кажам дека на Беровско езеро еве во завршна фаза е, треба да се воведе во градба изведувачот за водовод, што е многу значајно и тоа беше барање и на гостите и на сите што го посетуваа крајот, но исто така мислам дека беше и потреба на приватниот сектор. Од друга страна, поднесен е проект и апликација за осветлување на туристичката локација, понатаму за изградба или проширување на улицата до најголемиот комплекс хотелот со 5 звезди и за една кружна патека во должина од негде 5,5 километри околу Беровско езеро со пропратни елементи што ги има една таква патека, места за одмор, за подготвување на скара и други содржини. А во однос на она што пак го работиме со човечките ресурси, веќе на второ бите имаме да разговараме со производителите на локални производи, сувенири и ракотворби, туристичкиот информативен пункт да го разработиме, односно тоа е сувенирницата и заедно со музеот, Народниот музеј во Штип, кој се грижи за него, да воспоставиме на соработки, веќе имаме договор со директорот, еден наш вработен, да биде во текот на туристичката зона таму. Ние ги повикавме и производителите, тие беа така пријатно изненадени и се согласија, па дадоа идеја да имаме и некои тезги во летниот период за да можат они да ги изложуваат и продаваат, така да ја збогатиме целата таа понуда. Се надевам дека и неколку апликации што ги има за велосипедизам и тоа ќе допринесеме и за туристите попријатно да се чувствуваат, но и да ја зголемиме целокупната таа понуда, која што е еден современ турист, авантурист кој сака да живее, да се движи во природа, да го избегне градскиот метеж, би престојало во Берово. Значи денес општина Берово е домаќин општина, како и неколку други општини во периодот што помина, на дел од економските промотори кои ќе представуваат Република Северна Македонија надвор од државата и на тој начин ќе поразговараме за можностите, потенцијалите и секако идите инвестиции или она што треба, тие промотори да го презентираат надвор за дел од општините и за дел од областите во кои општините имаат најголем подем. Што се однесе до општина Берово, е општина која како има развој во делот туризмот и секако туризмот е гранка која ја јакне и влијае врз локалната заедница и во сферата на вработувањето и во сферата на инвестициите и секако како дејност која го зазема првото место во локалната економија. Пандемијата го направи своето, меѓутоа благодарение на затворените граници, секако сместувањето и престојот во општина Берово во овој период на туристи пред се домашни, заради затворените граници, беше во поголем број и на тој начин успеа туристичките работници, односно субјектите кои се занимаваат со туризам да остварат или барем да ја облажат таа економска ударот од здравствената економската криза, така да тоа се почувствува во приходите на буџетот на општината, бидејќи реално беа нереализирани и она што како тренд го имаме во годините претходно, околу инвестициите што општината генерално ќе ги реализира во текот на годинава за поттикнување на туризмот, особено во делот на инфраструктурата, се за кратко време би требало да се реализира програмата преку Бирото за регионален развој, со која ќе се возможи финансирање и реконструкција на улицата кон детското одморалиште и патеката долж покрај езерото. Секако за некој ден треба да биде воведен во работа економскиот оператор, односно изведувачот на работите за водоводот на Беровско езеро. Тој е горлив, долгогодишен комунален проблем. И во делот на инфраструктурата очекуваме да имаме аплицирано проект за кој би возможиле дел од осветлување на
туристичката насоба Беровско езеро, со што ќе ги подобриме одредени комунални проблеми и на тој начин ќе поттикнеме непречено движење на лицата, а со тоа и подобрување на комуналните услуги во туристичката насоба Беровско езеро.